Најавивме Дарко Симуновски, експерт за криптовалути, наш познат гостин. Гостуваме често за да видиме како се движи криптоиндустријата, криптосветот, што е ново. Господине Симуновски, добре дојдовте во студио 10. Добре ве најдов, мило ми е што сум повторно во студио тука кај вас и благодарам уште еднаш за поканата и поздрав до сите гледачи. Да, ќе продолжиме со ова последна работа која се случи, да речеме, малку негативна. Тоа е една, како што е представено, измама во Хрватска на компанија тамо BitLucky, која се бавела со криптотрговија, за која се сомничи дека ги измамила своите клиенти, околу 700 клиенти се работи. Се шпекулира за 70 милиони евра дека се проневерени, дека се изнесени на централни менувачници, како да речеме некои од најпознатите централни именувачници, не се кажува на кои, но сето тоа е сега оние информации кои излегуваат во медиумите, но повеќе од известно е дека некаква измама се случила и дека таа фирма пропаднала. Ми се чини дека овие вакви, прво што знаете за ова, сакам да ве прашам, и прашањето е дека вакви појави генерираат една негативна енергија во поглед на криптото. Да. Мојот фокус пред се е во светската јавна сцена на криптовалутите. Неодамна го видов и овој наслов на овде балкански телевизии, пишува за тоа, и од тие информации што ги видов и што ги прочитав од медиуми, сватив дека се работи за типична понзи шема. Имено јас и многу пати претходно и во мојата книга Фундаменти на криптоиндустријата, на моите курсеви, на моите семинари, постојано им кажувам на сите што сакаат да влезат во криптоиндустријата, мора да се едуцираат. Значи, во ова една типична понзи шема што била организирана од тој дечко, беше Буразер, мислам дека беше така кажан. Да, да. Значи, проблемот е што он им ветувал на тие што имаат крипто, им ветувал дека ќе им дава каматна стапка од 5 до 25% од месечен или годишно чување на криптовалути. Значи, прво треба да разберат сите дека такво нешто не може никој да гарантира. Не може никој да гарантира поврат на инвестиција фиксно на одредено време. Значи, тоа не е возможно. Затоа што сите знаеме дека криптомаркетот флуктуира во вредност, така да нема никаква сигурност дека можете вие на некој да му кажете екзактно за одреден период дека може да има толков поврат. Без разлика за кој процент зборуваме. Особено кога ќе видат, значи, било какви платформи каде што нудат фиксен приход со каматна стапка, дефинитивно треба да се тргнат од такви платформи, воопшто да не учествуваат во таква платформа и да не ги оставаат нивните криптовалути. Јас многу често пати имам зборувано и претходно кај тебе во емисија исто зборував дека луѓето треба, криптовалутите се направени за луѓето да ги чуваат сами. Значи, тие да бидат газди на своите криптовалути во независни паричници, дали се тоа хардвер, дали се дигитални паричници, значи мора на тој начин да ја чуваат. И дефинитивно, значи, да внимаваат на вакви измами, има премногу измами, обично тие што се измамени се тие што не се едуцирани. Едуциран криптоинвеститор не е возможно на таква платформа прво да стави криптовалути, а камоли да ги изгуби. Така да, јас уште еднаш ќе кажам, значи, едукацијата е темел ако сака некој од криптовалути да направи нешто понатака во иднината. Да, значи, јасно ви е веднаш, штом некој ви нуди вас, како што вие кажавте, некаква фиксна камата, некакво загарантиран приход, дека тоа е невозможно, бидејќи пазарот оде и горе-долу, како и сите други пазари, впрочем, невозможно е некој да ви гарантира вас добивка. Апсолутно. И тоа треба да биде првиот аларм дека таму не треба да Така можувате да инвестирате. Така.